Во студиото имам две прекрасни дами и две гостинки за кои што ќе зборуваме за Светскиот ден на лебот кој што се одбележа вчера и се случи една преубава акција помеѓу компанијата Житолукс и Црвениот крст на Македонија, каде што компанијата донираше 8000 леба ширум земјата, и со оваа иницијатива некако уште еднаш се покажува и докажува дека хуманост и споделувањето се оние најглавните, најубавите состојки за едно поубаво и поздраво општество. Би сакала да ги представам во студиото се Антонела Петровиќ, која што е маркетинг и трейд маркетинг директор во Житолукс, и Александра Волкановска, која што е стручен соработник од Црвениот крст. Па еве сакам дами да ве прашам, прво да ви посакам добре дојде овде во Здраво Македонија, и би сакала да ве прашам како се роди оваа идеја за заедничка акција помеѓу Житолукс и помеѓу Црвениот крст, и која е некако главната цел и порака која што сакавте да испратите до јавноста? Да, убаво споменавте дека всушност некако го врзавме денот 16-ти, Светскиот ден на леб. Компанијата Житолукс, партнер на Црвениот крст долги години, можеби не случајно дојде оваа соработка, односно поддршка, имајќи во предвид една високо развиена општествена свест на самата компанија. 16 октомври кај нас во Црвениот крст исто така се врзува со еден значаен датум, кампањата за борба против глад, имајќи во предвид дека живееме во општество и во едно обкружување каде што се уште се соочуваме со проблемите на сиромаштија, глад, сето тоа врзано негде некако заедно, а и на светско ниво, односно на глобално ниво, зборувајќи за бројки од некаде околу 9% од населението дека живее на работ на сиромаштија и се соочува со глад, секако дека добредојдени се овие иницијативи и секогаш е потребна дополнителна помош и поддршка за најранивото население. Всушност и оваа иницијатива е насочена токму кон овие категории, луѓе кои што живеат негде на маргините, луѓе кои што навистина имаат потребна дополнителна помош и поддршка, можеби не можеме да им ги решиме комплетно сите проблеми и предизвици во животот, меѓутоа оближувањето на истите преку ваков вид на донации, имајќи во предвид дека нели лебот е есенција, нешто што е дел од нашата исхрана, навистина е добредојдено, и како дел од сите оние напори за да го облажиме проблемот со сиромаштијата, со гладта, повеќе од добра акција, повеќе од добар придонес во заедницата. Так, Антонела? 16 октомври за нас производителите на леб е многу убав ден, бидејќи се празнува како Светски ден на лебот. Веќе неколку години наназад Житолукс под мотото "Го сакаме лебот" го прославува овој ден внатре компанијата како компанијски ден, и оваа година, инспирирани од големиот јубилеј на Црвен крст, 80 години на Црвен крст, решивме да оваа акција ја прошириме со еден хуманитарен гест и да споделиме со оние најранливи категории на граѓани кои што секојдневно се борат со гладта 8000 леба, кои што во текот на оваа недела што измина се поделија низ 15 општини низ републиката. Трудот беше на целиот тим навистина многу голем за да се произведе количината, за да се дистрибуира на точно место во точно време, и нормално одредени наши тимови онаму каде што може го поддржаа и тимот на Црвениот крст околу делењето на лебот. Навистина ни беше многу големо задоволство. Се сретнавме со насмејани лица, со луѓе кои што се заблагодарија за гестот, и се надевам дека во иднина ќе имаме многу вакви заеднички активности, иако сме имале многу и порано, ќе нашата работа, работата на Црвениот крст нас секогаш не инспирира, и секогаш ќе дадеме највеќе што можеме за да можеме да ги поддржиме и нив и сите останати кои што работат во насока на ја што викам давање на мал гест на внимание на оние на кои што тоа навистина им треба. Така, вашата компанија по тоа е препознатлива генерално. Меѓутоа следното прашање е за Александра. Александра, вие Црвениот крст на Македонија оваа година означи еден голем јубилеј. Ние многу често сме соработувале со вас, ги знаеме сите ваши хуманитарни акции, хуманитарни проекти. Еве вака, на што најмногу се гордеете што постигнавте оваа година? Да, 80 години навистина еден голем јубилеј за организацијата, меѓутоа и за сите вработени пред се волонтери кои што оставиле трак низ сите овие 80 години. Споменувам многу пати дека ние како генерација можеби живееме во едно поразлично време од оние генерации кои што живееле во она асномска уште Македонија кога се формирала идејата за Црвениот крст 45-та година, и од тогаш навистина многу и убави и помалку убави работи се случувале историски, кои што директно се рефлектирале на работата на Црвениот крст. Значи сме биле сведоци на елементарни непогоди и на мигрантската криза или пак бегалските кризи, меѓутоа и на многу убави нешта кои што се случувале, односно настани кои што биле дел од нашето живење, настани кои што биле дел од градењето на државата и она што значи еден модерен раст и развој.
Се гордееме на многу работи, најмногу се гордееме на волонтерите, кои што се столбот на нашата организација, кои што се уште тука присутни, кои што се поддршка за сите наши активности и кои што навистина значат многу за Црвениот крст. Се гордееме за секоја подадена рака, што вели Антонета, подадената рака значи помош, поддршка, значи дека сме биле тука во заедницата, дека сме ублажиле многу потреби, сме биле во многу области вклучени и се уште сме вклучени. И навистина се надеваме дека наредните години, не 80, туку и многу повеќе, ќе бидеме тука присутни во заедницата, да не препознаваат луѓето. Секако се велат да имате помалку потреба од Црвениот крст, не имајте потреба од Црвениот крст. Црвениот крст не е само да пружи помош. Кога станува збор за материјална, односно хуманитарна помош, меѓутоа ние пружаме навистина различен вид на помош и граѓаните се обраќаат со различни потреби, некојаш и самите тие како донатори, како нели оној пример утре што го споменавме со донирањето, дали на облека, храна и така натаму, тоа е еден личен гест. Значи и компаниите се важни се граѓаните, така што се гордееме на оне што го имаме како централно место во заедницата, во областа на хуманитарната работа и многу други нешта кои се случуваат околу нас, меѓутоа со наш дека ќе не препознаваат и понатаму и ќе бидеме заедно со граѓаните, со заедницата во справување со тие хуманитарни предизвици. Так, а освен Црвениот крст на Македонија, секако и Житолукс е една компанија која што и tekako доста препознатлива по учество на многу хуманитарни проекти, тоа е всушност и дел од вашата вредност како компанија, но би сакала да се осврнеме малку повеќе на лебот, затоа што имате децениска традиција во вашето производство. Што е она кое што го прави лебот толку посебен за нашето општество? Видете, повеќето луѓе лебот го гледаат како основна храна за преживување. Меѓутоа во нашиот народ традицијата за конзумација на леб е многу подлабока. Децениите и вековите наназад лебот бил основна состојка на секој оброк, на секој еден ритуал, на раѓање, на слави, на прослави, на религиозни обреди. Така да, генерално, он символизира едно гостопринство и една љубов, а е олицетворение на вложен труд, на вложена работа и на гестот на давање и на шерување. Од самото почетно зрно па до производството на оној убав леб што нас не инспирира и ни мириса убаво, тоа е голема посветеност. Тоа е оној дух кој што ние го гајме во Житолукс и веќе 79 години произведуваме леб за нашите граѓани кои што ги спојува луѓето и семејствата и даваме се од себе да испорачаме на пазарот квалитетен леб од кој што луѓето ќе бидат задоволни. Така, имам едно прашање пред самиот крај. Има многу митови и заблуди околу лебот. Претпоставам дека и вие долги години сте во компанијата, сте се сретнале со многу различни. Може ли да разбиеме некои митови кои што ги имаме вака околу лебот? Нас луѓето многу често ни пишуваат на нашите, посебно на социјалните мрежи во однос на различни прашања што ги имаат. Еден од најголемите митови е дека лебот многу дебеле е. Генерално, јас велам се она што се конзумира прекумерно е еден од можностите да се зголеми тежината на секого од нас. Меѓутоа, научно е докажано дека лебот како состојка влегува во секоја една добро избалансирана исхрана, бидејќи представува извор на јаглехидрати, тоа значи и минерали и витамини, тоа значи една енергија за целиот организам, добар метаболизам и добар имунитет. Од другата страна, втората заблуда што ја имаат граѓаните е дека темните лебови, кои што ги произведуваме ние, имаат, односно бојата темна се добива како резултат на додавање на бој. Во Житолукс темните лебови се произведуваат исклучиво по природен пат, односно со мешање на различити брашна, значи прво се работи за интегрално брашно каде што се меле целото зрно, па обвивката сама и никулците внатре му даваат пожолтеникава боја и ржаното брашно кое што е само по себе потемно. Понатака додаваме јачменов слад, пченичен слад и сите тие состојки на некој одреден начин го збогатуваат самиот вкус на лебот, додаваат минерали, витамини, диететски влакна, што таквите лебови ги прави поздрави во однос на регуларниот бел леб. Третиот и најголем мит што најчесто ни е проблем и за кој што граѓаните највеќе поставуваат прашања е дека лебот со продолжена свежина има конзерванси. Кај нас во Житолукс лебовите со продолжена свежина се произведени и ние сме познати на пазарот по тоа дека имаме голема палета на производи со продолжена свежина. Они се дизајнирани и произведени за луѓе кои што имаат подинамичен начин на живот. Каде што уствари посетата на маркетите секојдневна е невозможна од многу причини, бидејќи сите ние имаме многу обврски и едноставно немаме време да секојдневно го посетуваме маркетот. Меѓутоа, од друга страна можат слободно да го купуваат лебот
лебот, бидејќи лебот се произведува на најприроден начин, со процес на пастеризација. По производството, лебот се подвргнува во посебна машина на повисока температура, каде што се убиваат сите микроорганизми и спори кои што се чинители утре на расипувањето на лебот. А вкусот, свежината и квалитетот се одржуваат на највисоко ниво. Така е, ви благодарам многу за гостувањето и ви посакувам уште многу успешни соработки во иднина.